Како се прави успешна краткорочна заедничка активност? Две училишта, едното од Струмица, а другото од Гостивар, реализираат заедничка ученичка активност со ученици кои учат на македонски и албански наставен јазик. Наставниците ги делат учениците во мешани групи и им даваат задача да изработуваат слики на тема другарство. Во рамки на групите, учениците цртаат и потоа заеднички ги презентираат сликите изработени во рамките на секоја група. Успешна заедничка активност? Не! Во успешна и ефективна заедничка активност, учениците изработуваат заеднички продукт, кој е резултат на постојана соработка и комуникација. При тоа, фокусот не го ставаме само на продукт кој се изработува, туку повеќе на процесот низ кој учениците поминуваат. Например, учениците се делат во две мешани групи и добиваат задача да изработат дрво на другарството од рециклирани материјали. Целта е за неколку часа да се изработи што поголемо и поубаво дрво. Учениците заеднички се договараат како ќе го изработат дрвото и си ги делат задачите. Во целиот тек на активноста владее разиграна атмосфера, каде учениците постојано комуницираат и заеднички го изработуваат продуктот. Еден продукт, сите заедно. Ја гледате разликата? Заедничка соработка и меѓусебна почит. Тоа е меѓуетничка интеграција.